Почитувани представници на медиумите, сакам да ве информирам дека денес на 9146 субјекти исплативме вкупно 5,5 милиони евра субвенции за производителите на овошје, и тоа јаболка, сливи, круши, вишни, цреши, јагоди, малини, капини, аронија, боровинка, дуњи, мушмули, јапонско јаболко, бадеми и лешници. Иако на средбата со одгледувачите на овошје, а пред со јаболкарите, која имавме во изминатиот период како една интензивна соработка, ние ветивме дека овие субвенции ќе бидат исплатени до 30 март. Направивме навистина огромен напор сите вработени во агенцијата во овој период да го скратиме времето и парите, односно средствата кои им се неопходни за изведување на агротехничките мерки во нивните овошни насади стигнат што побрзо за него до ними, и исто така да можат во овој период да се подготват за новата реколта. Исто така сакам да кажам дека со денешната исплата ги реализираме сите барања кои ги имаа производителите на јаболка. Односно, претходно ги прифативме барањето за продолжување на мерката на дополнително субвенционирање од 3 денари до 30 јуни годинава, а овозможено е време трајањето на мерката која што беше по барање на самите производители. Исто така, со ова одлука се очекува да се откупат дополнителни 30.000 тона јаболка, кои што се нови 90 милиони денари за производителите на јаболка. Во новата програма за директни плаќања за 2019 по препораките од Европската Унија, дополнителната субвенција од 3 денари по килограм индустријско јаболко е трансформирана во нова мерка во која ќе се субвенционира по површина, и тоа во зголемување на самата субвенција од 39.000 денари по хектар на 50.000 денари по хектар, со тоа што овоштарите имаат и дополнителни 15% зголемување за подрачја со ограничени можности, односно подрачја кои што се наоѓаат над 700 метра надморска висина, и таа субвенција за развојните категории ќе изнесува 57.500 денари по хектар. Ова влада, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ние како платежна агенција посветено работим на создавање на поволни услови за развој на земјоделството и создавање на производи со додадена вредност. Токму во таа насока, во изминатиот месец дена, извршена е исплата на сметките на 81.000 субјекти, односно во земјоделството се вратени 40,5 милиони евра средства како свеж капитал кој што нашите фармери ќе можат да ги реинвестираат за своите потреби. Апелирам воедно до сите баратели на субвенции да доставуваат точни и целосни податоци, точни трансакцијски сметки со цел да може навреме да бидат исплатени средствата од владините мерки за финансиска поддршка на земјоделството. Ова го правам бидејќи утре завршува откупот на тутун од реколтата 2018 и со тоа започнуваат и да административните процедури, односно електронската обработка на податоците за произведениот и предаден тутун од ова реколта, после тоа ќе следи контрола на терен кај откупувачите и во најкраток временски период ќе се исплатат и субвенциите за тутунарите. Производителите на тутун, сакам уште еднаш да потенцирам, бидејќи во изминатиот период се јавија тенденциозни и невистинити написи, и понатаму ќе бидат субвенционирани од домашниот буџет, бидејќи тутунот представува една од стратешките култури кои што се произведуваат во Република Македонија и кои што носат голем девизен прилив. Благодарам.